Актуелната власт со голема доза на политичка мудрост ги испланира претседателските и вонредните парламентарни избори да се спојат на 27 април, за да се постигне ефектот на масовност и партиска определеност на гласачите. Во вториот круг, кога практично ќе се избере претседателот на државата, граѓаните двојно мотивирани заради избори на пратеници, максимално обработени од политичките субјекти во предизборните кампањи, ќе му го дадат мандатот на оној политички блок за кој сметаа дека најдобро ќе ја води државата на патот кон развојот и евроинтегративните процеси. Веројатно значаен ефект ќе се постигне ке електоратот, кој со едно излегување ќе заврши две работи, односно нема да троши дополнителен викенд на избори. Секако тука и финансиската заштита за непосредните ангажирани учесници во изборите. На маргините на подготовките за двојните избори се одвиваат внетрепартиски активности околу изборот на кандидати за пратеници. Во неголемите партии велат нивни членови, врие како во кошнице со пчели. Многумина се сметаат за заслужни за партијата, почекуваат награда во форма на пратеничка кандидатура. А кога се многумина доаѓаат судирите на интереси на поединци и групи, фракционерства и разноразни разидувања. Во владеачката ВМРО ДПМН работите се одвиваат тивко, бидејќи сите кандидати имаат по нешто од 8-годишното владење, па со право стравуваат гледајќи во гулабот да не го испуштат врапчето. И тоа ја прави атмосферата привидно рамнодушна, но и исчекувачка. Затоа никој не може да каже дали кандидат ќе биде Иван Иванов, Анче Трифунов, Бети Кузмановска или некој четврти. Во СДСМ потенцијалните кандидати предолго ја играат улогата на немокна опозиција, па од тука и нагласената политичка дрскост во трката за пратеничката кандидатура, која во наши изборни услови гарантира и сигурен избор и функција. Ако кај социјалдемократите се изземе Миле Андонов како главен фаворит, сите други се со поеднакви шанси да ја добијат довербата од партиското раководство во Кочани и во Скопје. Например, Сашко Костов сигурно не случајно се нафатил на одговорната функција прв човек на партијата во Кочани. Ѓорѓи Алексов не ги крие амбициите за поголема политичка кариера. Тука се и некои други помалку афирмирани членови на партијата. Од друга страна, зачудува што меѓу кандидатите ги нема Владко Серафимов, Љубомир Јанев, како и некои други до неодамнашни столбови на партијата која Кочани беше бастион на СДСМ.